Благодарам, подпредседателе, почитуван премиер, членови на влада, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Имам 3 прашања, 2 се за министерот за економија, едно за министерот за животна средина. Ова прашање сакав да поставам на минатата седница за пратенички прашања, тогаш не беше избран, денес нека одлучи сам дали ќе одговори писмено или ако може нека даде одговор. Овие прашања претходно беа поставувани на претходни седници, беа поставувани и денес, меѓутоа сакам да ги отворам пак од еден друг аспект. Почитуван министер, двете прашања се поврзани со минималната плата и со цените на артиклите. Јас знам дека денес дававте одговори, ги следам вашите изјави, вашите пресконференции, секако изјавите и на премиерот. Некако, кога се зборува за минималната плата и она што го давате како одговор, како да се ствара печаток во јавноста дека владата не сака да дојде до одговори, зошто ова го кажа. Претходно, во однос на износот на минимална плата, се каже и денес дека не е најниска и дека се прави погрешна поредба со другите земји со соседството, дека таму наводно е бруто плата, кај нас нето. Не е точно. Значи, правиме споредба помеѓу нето минималната плата кај нас и нето минималната плата во соседството и за жал дојдовме да сме на најниско ниво. Повисока минимална плата од нас имаат и дури некои земји кои што се формираа како независни земји пред само неколку години. До тоа ниво сме дојдени. И сега вие, секако користејќи пиар реченици, пиар зборови, продолжувате да и ние сме за повисока минимална плата, не 500.000 евра, да јас сум за 2.000 евра, ама да се договорат работниците и работодавачите. Тоа некако во превод му доаѓа како да кажете дека треба да се договорат волкот и јарето што вечер да вечерат. Така тоа би доаѓало некако од прилика. Што да се дојде до ситуација или да дојде до некој договор помеѓу чеканот и стаклото, например. Значи, како да се договорат тие кои што ги даваат платите и оние што треба да ги примат. И едно образложение кое што секако држи вода и вие го кажувате како министер за економија, каде што велите да треба да се договорат затоа што може да дојде до испуштање на работници, може да дојде до затворање на компании, да изгубат работниците својата, не само платата, да изгубат својата работа. Јас имам еден ваш документ, владин документ, каде што според тие бројки стои дека фирмите во 2025 година ќе остварат добивка според вашиот документ, ќе остварат добивка од 4,3 милиарди евра во 2025 година. И сега, кој е очекувањето или вашето објаснување дека фирмите може да не исплаќаат плата, да не може да го издржат трошокот, може да се затвораат, а од друга страна вие кажувате дека ќе остварат 4,3 милиарди евра добивка во 2025 година. Значи, кога зборуваме за добивка, зборуваме за тоа што ги покриле сите трошоци од работењето, вклучувајќи и платата на работниците, и приходот што го оствариле е толку голем, за да остварат 4,3 милиарди евра добивка во 2025 година. И моето прво конкретно прашање е до кога, почитуван министер, ќе играте мајтап со работниците. Затоа што, ако чекаме на договор помеѓу работниците и работодавачите и бизнисите, тој договор никогаш нема да се случи. И не случајно тој договор или тој диалог е наречен трипартитен, за да биде вклучена владата. Мислам дека не е коректно да се кажува дека да, сите сме за поголеми плати, не 500.000, 2.000, 3.000, дај Боже, сите сме малку им се платите, ама нека се договорат тие. Волкот и јагнето, почитуван министер, никогаш нема да се договорат. Затоа го поставам тоа прашање за играње мајтап со работниците, секако и со подпрашање на тоа прво прашање, до кога ќе капитулирате пред оние кои трупаат богатства на грбот на работниците. Второто прашање е поврзано со цените, исто така од аспект на тоа за
остварување на добивка од 4,3 милиарди евра, гледајќи ги цените кои што реално се на пазар. Значи, заработуваат толку за да оствара 4,3 милиарди евра добивка. А велиме дека ги решаваме проблемите, дека не знам што се случува, граѓаните се задоволни, очигледно никој не оди во продавница за да види што е тоа што се случува. Сега имате ситуација, наши граѓани, почитуван премиер, додат дури во соседни земји да пазарат. Зборуваме за како проблем, господи. Видете, појдете во Тирана, видите трговски маркети, сите коли со таблици македонски. Сега де. Значи таа е реалност. Сега. Па видете, ако донесовме ние недела да не работат, вие донесете да работат во недела. Не би сакал да имаме ваква дебата до министерот за економија. Не, ми дофрлате, затоа одговарам. Значи, прашањето е до министерот за економија. Ние имаме ситуација откупот на млеко да биде од 29, 30, 31 денар за домашните млекари. Од истата, да не спомнувам фирми на домашни млекари, истите млекари има на пазар цена во маркет на млеко, литар млеко 85 денари. Фактички имаме ситуација. Да не се задоволни земјоделците поради тоа што се случува, добиваме висока цена на готов производ кој што се продава во маркетите. Фактички, од она што се гледа и како заработка или чиста добивка во вашиот документ кој што го давате, остварува некој екстра профит. Поднесовме закони кои што мислевме како опозиција дека ќе придонесат во тоа да се намалат цените, кажавте нема да се намалат. Нема да се прифатат опозицијски. Поднесовме мерки кои што биле ветени во програми предизборни и тие не беа прифатени. Кажавте дека ќе се донесат кошнички, донесовте училишна, дека ќе има предновогодишна, великденска, рамазанска и така натака. Денес имате изјави дека тие не ги дале своите резултати и дека треба така да се остави на пазарот. Ја барем така го разбрав. Затоа моето прашање, ако лошо сум разбрал, е што ќе преземете за ова да се стопира, за да не биде на штета на граѓаните, како што ова со минималната плата е на штета на работниците. И третото прашање за министерот за животна средина. Се извинувам, да, стварно вчера избран, очекував заменичката министерка, кажав дека тоа беше прашање за минатата влада, за минатата седница на собрание. Ако имате одговор, предпоставам сте планирале или сте знаеле во кое министерство влегувате и знаете со какви проблеми или што е тоа. Секако ова е прашање специфично. Ако може да дадете одговор, оке, ако не писмено одговорите, станува збор за колекторски систем за Охридското езеро, потечно за потегот од Радожда до хотел Изгрев или од Автокамп Треска до хотел Изгрев. Проект кој што се работело од 2006 година предходна влада, значи влада на ВМРО ДПМН, вратени средства од ИПАРД, повлечени 96 милиони евра тогаш, од тие 96, 8,5 милиони биле планирани за тој потек, вратени, неискористени, па нови напори, нови проекти, ревизии на проекти. Некаде во 2023 година се дојде до ситуација да се избере фирма и во крајот на 2023, почеток на 2024, таа фирма почна со изработка на колекторскиот систем во селото Радожда покрај Охридското езеро. Да не зборувам за значењето на тој колекторски систем и за Охридското езеро, мислам на сите ни е јасно. Меѓутоа, од 2024 година, иако таму направени мали ископини, оставени цевки, стопирана е работата, нема никакви придвижувања веќе година и пол. Моето прашање е што е со таа фирма, што се случува, со тој проект што се случува и кој е вашиот план за следен период. Благодарам.